Добар ден, почитувани гледачи. Вие следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Охридската јоклама. Овој пат во целост издание посветено на активностите на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Деврца и ќе проговориме нешто повеќе за активностите кои што ја одбележаа изминатата 2017 година, секако во рамки на Сдруженијето. Меѓутоа ќе кажеме и збор два за се она што ги очекува припадниците, односно членовите на ова Сдружение и во оваа 2018 година. Председателот на Сдруженијето Ѓорги Трпчевски, мој гостин денес во јокламата, како и председателот на Собранието на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Деврца, доктор Димитар Спасиски. Добар ден и добре ми дојдовте во јокламата, како сте? Добро ве најдовне. Добри? Вака. Супер. Докторов, да го прашам нешто пред да започнеме со оние прашање за активностите, колку треба да внимаваат, една кратка насока да дадете за сите оние не само што се хронично болни, туку и за нас така ето поздравите, да кажам. За овие температурни разлики само слушаме и само Секако добро. од сите страни сме бомбардирани со информации, внимавајте, пазите на здравјето. Така, сезона е на настинки, сезона е на појава на грип, поготово што предизвикувачите, вирусите живеат на вакви температурни разлики, така да и бројот веќе на настинки и регистрирани случаеви на грип, поготово во западниот дел и во Скопје, мислам Тетово, Гостин, така натаму, е многу зголемен. Во Охрид имаме многу малце и незначително, меѓутоа настинките си она. Секако дека превентивно би требало да се каже, тоа собирање на луѓе, мислам, на собири, конференции, па и надвор, па автобуси, едно друго, допринесуваат со нивното кашлање, кивање, блискоста, со неодржување на хигиената, едно друго, и ослабен имунитет во овој период кај луѓево, погодуваат за појава на болести, поготово настинките и грипот. Секако треба луѓето, значи, да обрнат внимание на хигиената, исхраната и употреба на топли напитоци, чаеви, сокови и така натаму. Мислам, тоа би било вака. Така да си се вардиме и да си внимаваме на здравјето. Секако многу е битно, значи вниманието индивидуално на луѓето, а дека ќе имаме зголемен број на заболување, секако ќе имаме до некаде почетокот и на април скоро. Така. Спасиски неодамна заврши и ја одржавте впрочем седмата седница на Собранието, донесена беше завршната сметка, беше оценета како позитивна. Тоа значи дека она што го имавте планирано од реализација на програмата за 2017 година предпоставуваме исполнето, меѓутоа донесувањето на завршната сметка и таа позитивна оценка предпоставувам дека значи и зелено светло за она што го планирате во 2018 година. Секако дека претходната година на 25.12. ја одржавме шестата седница на Собранието на пензионерите на град Охрид и Деврца. Ги донесовме соодветните документи, материјали, тука е програмата за работа за идната година, значи за 2018 година, како и донесено е финансовиот план за потребите и предвидувањата во 2018 година. Секако дека на таа седница едногласно беше прифатена програмата и прифатен овој планот финансов. Мислам дека сите оние работи кои беа предвидени во програмата во 2017 година и обврските беа спроведени на време, така да можеме да се пофалиме дека не сме борчеле, исплатено, сторено и така. А на трети ова година, значи минатиот месец, одржавме седмата седница на Собранието, каде ги разгледавме извештаите за работата на органите кои постојат во Сдруженијето и завршната сметка која е
позитивна и усвоен е финансовиот план за нормално работење во 2018 година. Секако дека за потешкотиите кои ги имаме во врска со средствата, предвидени едно друго, ќе каже председателот на извршниот одбор. Иначе, за ваша информација, дека ние имаме овде 21 здружение огранок на здруженијата на пензионери, од кои ограноци имаме 31 член на собранието. Секако собранието како највисок орган во здружението води контрола, заправо бират извршен одбор, комисии и други работи. Важно се врши надзор на целокупната работа од страна на собранието. Мислам дека соработката досега е на една висина и можеме да се пофалиме како едно од скоро меѓу најдобрите здруженија во Македонија, каде постојат 53 здруженија на пензионери во Македонија. Можеме слободно да кажеме дека безпрекорно функционирате и доказ за тоа е една информација која што споделивте, господине Трпчевски, со нас. Преминувате од здружение од трета група во четврта група. Тоа е здружението претрпува измени според структурата, организацијата, бројноста, малку да го објасните овој момент. Благодарам на прашањето. Ние навистина ова што го спомна докторов, тие активности што ги имаме во текот на миналата година, ги реализиравме скоро во целост програмските активности. Во однос на прашањето што го поставивте за во друга група на пензионери, значи ние имаме 4 групи во Сојузов на пензионери на Македонија и бевме досега во третата група, испод 10.000 до 10.000 се во трета група, а над 10.000 сме во четврта група и тоа до тамо, до 12, 13, до 15. Нашето здружение сега во него членуваат 10.100 пензионери, што значи веќе сме во четвртата група и не е мал овој број што се членови. Има дел кои што не се членови во здружението, меѓутоа по разни околности. Затоа можда некој од неинформираност, некој од не сака да има тоа, меѓутоа тоа се субјективни моменти. Да, тоа се, ние не можеме да завлезиме, сме ги информирале местните ограноци, ова што спомна председателот на собранието, информиране се да ги запознаваат пензионерите, кои се бенефитите, да речеме, ако биде член во здружението на пензионерите на нашива општина, на Охрид и Дебрца, и мислам дека тоа го чиниме перманентно и еве негде рачунаме во нареднава недела, негде кон крајот на неделава, да одржиме со председателите на местните ограноци, да ги информираме за се она што е превземено од страна на собранието и органи и телава, да им кажеме какви се резултатите, тоа ќе ги информираме и за некои наши на ова активности за ова година. Што значи навистина сме едно од поголемите здруженија во Република Македонија. За едно здружение, без разлика по кој основ е формирано, за да може успешно да функционира, неминовна е она поврзаност која што и оние врски кои што мора да ги одржува и односи кои што мора да ги одржува со тие сродни здруженија држава. Како ќе оцените таа, ајде да кажам, врска и тој однос и таа релација која што ја имате со здруженијата на пензионери од другите градови, од другите општини? Здруженијето на пензионерите навистина има покрај сите други активности што ги превзема со програмата, имаме и соработка со соседните здруженија на нашето здружение, кои што ни беа и гости на годишното собрание, а тоа се Струга, Демиркисар, Кичево требаше тие по правдени разлози не присуствува и Ресен. Значи беа присутни на нашето собрание, како соседни здруженија имаме одлична соработка. Соработката исто така имаме нено повисоко ниво издигнато со Здружението на пензионерите Солидарност Аеродром, со кое сме побратимени, Скопје.
а соработкава и со другите здруженија во Република, меѓутоа иде за похвала посебно соработката што имаме со Сојузов на Здруженијето на пензионери на Македонија. Тоа е навистина еден степен уште на понагорно, кое што тоа е во врска со здруженијава. Ние покрај оваа соработка што имаме со здруженијата, имаме соработка и со локалната самоуправа, значи на ниво на локално ниво, и со Црвен крст, соработката ни е на едно ниво кое што имаме и меморандум за подпишано со локалната самоуправа. Имаме меморандум, по се изгледа сега остваривме контакти со новава власт, со новава локална самоуправа и мислам дека тој меморандум сигурно ќе претрпи одредени измени по однос наши активности, наши барања, и тоа е негде на повидок да и тој проблем повторно го актуализираме и со новава власт, бидејќи имаме остварени контакти со раководството, со градоначалникот и други структури, што е, мислам дека е за поздравување и имаме целосна поддршка во тој дел. Истото е направено и со локалната самоуправа од општината Дебрца, која што навистина таму ни беше позатворена вратата од претходниот период, меѓутоа сега со новата власт воспоставивме контакт и на повидок е да се реши прашањето со бесплатниот превоз на пензионерите во пазарните денови во понеделник од руралните средини од ова општина. И мислам дека тоа многу брзо ќе биде реализирано со ова локална самоуправа и исто така и таму меморандумот ќе биде потпишан и ќе го спостави. Покрај оваа соработка што имаме со локално ниво, не спомнави со боречката организација, имаме одлична соработка. Сите граѓански организации, потоа институции кои што се релевантни за функционирањето. Да, со социјално, значи имаме со тие соработки. Навистина, ние имаме и надворешно соработка. Значи имаме соработка со Конфедерацијата на синдикатот на пензионерите од Болград, Република Албанија, со пензионерите од Врање, Република Србија, со кои што имаме подпишано и спогодби со овие пензионери. Соработка воспоставивме и со Костур, Република Грција, со пензионерите за прв пат, кој што бевне наша делегација беше присутна таму и мислам ја прифатија, меѓутоа малку потешко одит кај нив, малку се инаку организирани за разлика од нас. Со Република Бугарија исто така имаме соработка која што малку од оправдани нивни причини, малку позадосни, меѓутоа рачунаме дека во наскоро време ќе ја актуализираме. Ова прашање беше еден своевиден вовет за наредно прашање, односно за реализацијата на тој проект, со оглед на тоа што имате еден многу убав проект, со оглед на тоа што 2018 година е прогласена за година на инклузија на старите лица. И кажавте, ви одговоривте дека поголем дел за да се реализира овој проект потребно е негување на тој однос кој што го имате не само со граѓанските организации, невладините организации, сите оние институции. Ме интересира кој е вашето мислење за тоа колку лицата, таа трета доба, повозрастните лица се вклучени во сите оние токови, има ли простор за уште? Јас мислам по ова проблематика председател на Собранијево беше во тек, беше и нено советување во Скопје, кај што го разменја. Мислам, добро е да пообразложи ова состојба. Поведете, господине Спас. Добро. Значи, вака, експлозивност или вклученост, по наши, така речено, тоа е работа која и порано се спроведуваше, меѓутоа е година на ексклузивност предвидена во програмата на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, значи вклученост на старите лица. Секако дека ова вклученост, ексклузивност е спроведена скоро во сите здруженија на пензионери низ Македонија, меѓутоа приоритет се дава на по старите лица. Нормално дека и ова што го прашувате, прво треба таа
административна евиденција да се воспостави, да видиме колку ние на нашето подрачје, зборувам за Охрид и Дебарца, имаме така да се и задолжени председателите на ограноците да направат соодветни спискови, соодветни прегледи за тие изнемоштени стали лица, болни лица кои немаат едно друго, па тек ние да почнеме со правата работа на ова вклученост. Меѓутоа, пак велам дека ние веќе години тоа го спроведуваме во однос на соработка со Црвениот крст, едукативност предавања, онда посета на гериатриско оделение во болницата, онда давање во границите на можностите пакети на тие соодветни лица кои таа во Дебарца, таа и овде на во поедини издруженија, секако дека тоа ќе донеси уште подобра работа, затоа што со овие здруженија прво треба да центрите за социјална работа да имат и тие едно согледување, една евиденција која би ни е дале, понатака Црвен крст, онда сиве овие и вие што спомнавте, со луѓе кои се занимаваат од екологија, родова, сите граѓански организации, значи сите тие невладини, неполитички организации, со ними треба да подпишеме меморандум за целосна соработка. Значи тука, чим се подпиши таа соработка, чим се устрои таа администрација, секако дека во границите на можностите еднократна помош ќе се дават, збирање на храна, збирање на алишта и така натаму, да се зголеми волонтерството не само од нас, него и од Црвен крст, и да вклучиме наши кои се поздрави луѓе, мислам дека и сега тоа го правиме, меѓутоа не можда... Секогаш може подобро. Секогаш може подобро. Секако ние, значи, пошто е тоа веќе во програмата на Сојузот и ние имаме прифатено и поддржано, ќе ја спроведиме. И има многу. Јас како член на Комисијата за здравство во Сојузот, ние и таа програма ја донесовме исто на страна на Комисијата, правиме напори и секако дека ќе се вроди со плод ова вклученост, инклузија. Дури изработени се и постери кои се доставени до здруженијата на територијата на Македонија и мислам дека ова работа ќе се спроведи. Остануваме со вас со разговор. Господин Трпчевски сподели една убава информација дека наскоро треба да почне да функционира оној бесплатен превоз за пензионерите од руралните средини, нешто на што пензионерите од соседна Дебарца, па можам да кажам не со години, со децени чекаат. И е тоа една многу убава работа. Меѓутоа, нешто сега што е конкретно во вашиот домен, да станува збор за здравството и здравствените услуги. Конкретно зборуваме за руралните средини. Знаеме, Дебарца е рурална средина и е поврзано со ова предходно, односно тоа патување не само за пазарните денови, туку тие лица се приморани да патуваат само за препишување рецепти и за еден најобичен лекарски преглед да доаѓаат тука. Неколку години веќе, мислам една или не, две се или повеќе функционира амбуланта. Има таму, мислам дека сега има и во Сливово. Има, да. Каква е ситуацијата? Вака, секако дека ова популација, старостната граница се знае која хроничните заболувања се кај ова популација нормално, меѓутоа се прават напори да стварно се подобри таа здравствена заштита на пензионерите. Баш не сме задоволни од тоа што Ке ве прекинем, од претходната власт имаше дури таму некои најави за тие мобилни аптеки, требаше да се случи. Ќе ви кажам и за тоа. Ништо, таа беше добра идеја, меѓутоа остана само на идеја. Секако, значи, еве пред година и пол, скоро две, тоа беше интенција и на Министерството за здравство, па и за Фондот за здравствено осигурување, па и ПИОМ и така натаму, да се воведи рурален лекар во руралните средини.
За жал, не сме баш толку задоволни од таа состојба. Не е само решение еден ден да појдете или два на тоа подрачје, затоа што и да прегледат дотичниот лекар, кога немат лекови, значи на тоа подрачје и аптека. Патувањето пак мора да се реализира, мора да дојдат во градот. Сакам само да ви докажам тоа, затоа што аптекарскава дејност е во приватна режија. Така. Дури има предлози некој од овие институции од аптекарската дејност да биде на терет на државата, така речено, и да имат покретна подвижна аптека со соодветните лекарства со докторот, така да не мора тие луѓе да патуваат со рецептите до Охрид па и назад, или ако се препиши соодветна ампуларна терапија инекси, тој да патува 30 километри за инекција овде, тоа немаме ефект секој ден. Неколку неделата? Немаме. Секако дека се настојуваат од страна еве на комисијата и на Сојузот да тоа прашање се реши со таа аптекарска дејност. А многу е битно и то, стана збор, мислам, и барање, да лекарствата не само до петти, да имат од позитивната листа во аптеките, него да имат во текот на целиот месец, цел месец, така да луѓето бидат снабдени со лекови, пошто рекови со хроничните болести се зафатени ова. Так. Се надаваме дека и стана еден збор да се препишуваат рецепти барем за важност од 3 месеци, така да не мора да речеме за некој лек, било кој дали така. И да се чека да чека 2-3 сати едно друго за еден рецепт. И онда исто барање за приоритет да имат овие старите лица при прегледи, лабораториски испитувања и бајско лечење, климатско лечење, сето тоа. Се надевам дека еве новата власт ќе го спроведи тоа и дека здравствената состојба барем колку толку ќе биде подобра и решеноста. Секако и ова што спомнавте за бесплатното патување, тоа е нешто на што со години се чека, да. Некако ние сме, ајде да не речам, можда лозборие да го речат, сем да имат овај Скопје превоз, бесплатен едно друго, ние по малите места не. Се прават напори. Тоа вистинска потреба, не е секако, тоа само за како што спомнам, барем еднош 2 пати неделата да тие луѓе имат можност да дојдат и на пазар, да дојдат и на лекар, да земат и нешто. Да станува збор за потреби, таа зборуваме за села кои што се на 30 на 40 километри од градот од далече. Многу пати да дискутираме на состаноците на комисијата за здравство горе во Сојузот. Повелете, дојдете, слезете во базата, ќе видите со какви проблеми се соочуваме. Не е било Скопје или други урбани средини, таму концентрацијата на здравствените работници е голема. Така. Значи луѓето поинаку гледат и се снаоѓат и добробит осеќават, али во руралните средини, ако не слези човек, ако не види и не се соочи со проблемите, не може, верувајте, да се дискутират за тие работи. Да го завршиме првиот дел од разговорот, господине Трпчевски, спомна господин Спасовски за банското лекување, веќе 20 дена можеби не, меѓутоа 2 недели сигурно тече онај оглас за пријавување. Почна да се пријавуваат пензионери од нашиот град и од соседнава општина за бесплатното банско лекување? Ние, како здружение, со ван ова што се пријавуваат преку комисијата за во фондов што е за здравствено и што одит, посебно имаме склучено договори со Дебарски бањи ЦАПА и со Негорска бањи. Договори имаме направено за намалување, некој процент ни даваат во попус за да кои пензионери кои имат потреба, тоа треба еве преку оваа емисија да ги информираме пензионерите дека имаме договори и да дојдат со
чекчето од пензија што го имат да се пријават кај нас за која бања сакат и ние ќе му дадеме потврда да може зона малена. Ако е 1000 денари, да речеме, карикирам, тогаш 800 денари може да му биде. И затоа имат во тој дел пензионерите што имат интерес треба да се јават за да можеме да и уплатиме. Тоа е башка од она, тоа е башка од тоа е исклучиво наш. Така, на ниво на Сдружение на пензионери. А онај другиот дел тоа оди преку Ресорно министерство, да, преку ресорскиот министер, преку НИФ преку НИФ и затоа ние имаме доста прошлата година негде преку 200 пензионери кои што имат искористено и од таа ситуација, затоа мислам дека добро е тоа и мислам дека ќе така, меѓутоа сака пензионерот бил го искористил тоа, па сака годинава повторно да си оди. Сега ако бил лани веќе немат право. Да, меѓутоа преку министерство, а преку вас ова исто. Преку нас ова што си течи редовно. Тоа може да тоа си оди, овие кои што сакаат да си одат во бањите негорци. Тоа си е фактички во сопствена режија на пензионерот, меѓутоа со оглед на тоа кој е член на Сдруженијево на пензионери добива одреден попуст. Тоа е. И во врска со ова сакав со превозов малку го начнавме. Ако може само сакам да ви кажам во врска уште со ова да завршиме. Секако дека постоите интенција и предлог. До сега беше 12.000 да одат, кои имат пензионери, 12.000 има предимство. Сега се предвидува со 15.000 така да можат повеќе лица да користат овај бањско и климатско лекување. Секако пријавувањето е веќе завршено овде во ПИОМ и тие со документи горе одат, комисија имат и одобруваат. Иначе ова што Ѓоко што спомна, еднош кој бил таму не може. И борба голема е, да ви кажам, за ослободување од партиципација за болничкото лекување и за лекарствата. Тука имате на дилема, често пати пензионери кои што биле и мислат дека му се задржувало од солидарното осигурување. Така. Тоа дека бидат информирани пензионери преку ваша емисија, да бидат информирани дека не е тоа точно. Тоа се неосновани кажувања дека ако бил на бања, после му одбивале на пензијата. Тоа не. Зашто солидарниот фонд, средствата од солидарниот фонд се строго наменски, не може да бидат заупотребени за таа намена. Тие се намена за погребни трошоци. Тие средства не може за друга да се користат, затоа да нема дилема на пензионерите дека му се задржуваат користел бања и му задржувале. Ако му се задржали, сигурно по некој друг ослов. По некој друг ослов. И за превозот само да сега за превозот сакам да ви кажам. Ние изготвивме два проекти. Проект за општинава Охрид и проект за општината Дебрца. Му искажавме сите колку пензионери по број, по села, колку пензионери имат и врз основа на тој проект чекаме да го реализира локална самоуправа и Охрид за руралните средини, а и за во градов веќе како што имат соученици веќе има негде, а и во општинава Дебрца имаат проект доставен со податоци онака како што смета, за да нема лутење, да нема дилеми од таму колку луѓе ќе дојдат како ледот, меѓутоа имаме податоци по број секое село и секој населба што има во градов. Така му се дадени за овај превоз. Валда имаше расположение од контактиве што го оставивме со градоначалниците, стои расположение дека ќе пристапат кон реализирање на овај проблем. Така. Ајде да направиме една пауза, одиме со еден блок реклами, а потоа продолжуваме со емисијата и со разговорот со моите денешни гости. Се гледаме, почитувани гледачи, по кратката пауза. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени траја и тога пропадна најкодна.
Флет Айрон Бајадора, новиот урбан символ на Скопје, врвен квалитет на домување по македонски цени. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Ајде, Шарко, оди! Оди! Ајде бе, Шарко! Глупаво куче! Red Bull ti dava krilja. Хотел Гарден, пицерија Леонардо и туристичка агенција Елида Турс во поддршка на Охридскиот ракомет. Пренос во живо од надпреварите на ракометниот клуб Охрид 2013 на телевизија ТВМ во соработка со 2 студио. За нови победи, за младите, за спортот, за тоа што го сакаме Охрид. Гледајте ракомет во живо на ТВМ. Ете, почитувани гледачи, после блокот реклами продолжуваме понатака со рекламата и со разговорот со моите денешни гости. Зборуваме за активностите на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Деврца, председателот на Сдруженијето Ѓорги Трпчевски и председателот на Собранието на Сдруженијето доктор Димитар Спасевски, мои гости во рекламата. Првиот дел од емисијата го завршивме со информациите поврзани за оној превоз за пензионерите од соседната општина Деврца, бесплатен превоз. Зборувавме за, се извинувам, за користење на тие на банско-климатската рекреација. Меѓутоа, нешто што од секогаш будел и претпоставувам и во годините кои што доаѓаат ќе буди најголем интерес, а тоа е снабдувањето со огревно дрво на одложено плагање и со оглед на тоа што годинава Великден ни доаѓа малку порано, некаде првата недела на април месец. Ќе има јагнешко месо или не, председателот? Тоа е важно да се знае. Добро е ова прашање што го поставите и мислам дека веќе во Сдруженијето да ги информираме пензионери, а и пошироко и други, не може и други да се снабдат со јагнешко месо, да се јават во соба број 2 во Сдруженијето, таму се врши запишување за јагнешко месо. Цената уште тактизираат овие продавачи на јагнешко месо, меѓутоа мислам дека ќе гледаме да нема некое пореметување во тој дел, а кои сакат веќе отпочнавме со запишување за снабдување со јагнешко месо. Со огромно дрво исто така веќе ги обновуваме договорите за ова година да се снабдат пензионерите со огромно дрво, оние кои што имаат потреба со бука и со дап. За сега останува цената иста и мислам дека добро е. Оние пензионери ги замолуваме да упатиме апел еден, кои што ги немаат доплатено од миналата година, да не чека да дојди
да одиме по некој друг пат да ги реализираме. Така, Не е соодветно, не е добро тоа за оваа популација, меѓутоа затоа еве упатуваме еден апел да го измират долгот што го имат кон Здруженијево, а ние па да се одборжиме кон шумското стопанство. Затоа ги замолувам ова. Што значи течи оваа процедура и мислам дека добро е, еве на одреден начин сами ние да си помогнеме во однос на овај дел, значи да на рати, на повеќе рати, еве овие што се порано што запишени веќе од ноември, од ноември месец, да, оние кои што имат добра, ама оние кои што до овие пензионери доста и прифатено е ова, сигурно немам не прошлата година, немам не некои големи забелешки, со исклучуваат се секогаш, секаде имат по некоја забелешка, меѓутоа во огромно на време се снабдија пензионерите и така. Затоа и сега веќе се е на повидок да склучиме договорот со шумското стопанство Галичица за да отпочнеме со снабдување на огнено дрво на оваа популација која што ете на одреден начин сакаме да им помогнеме во тој дел кај што сметаме. Зашто ние не сме буџетска установа. Па она што рековне помош, често пати се барат помош. Не сме социјално ние. Ние ова што го чиниме го правиме од сопствените средства. Средствата од членарината што се плаќаат по 30 денари што се плаќаат пензионерите, од нив двоеме за сиве овие активности. И нешто ако помогнат некои од овие проекти што ги имаме со спортот, проект со ревијата вака организираме, тука негде локална самоуправа ќе мориме да помогне. 2 години, 3 години, колку е точно, господин Спасовски ќе ме коригира, избирате најдобар месен огранок. Ке има и тоа годинава? Така веќе е избран, доделени се и дипломи, годинава ни е избран месниот огранок 15-ти корпус. Тоа е во ред. Лани беше ова и ко 7 ноември. 7 ноември, така, значи ќе продолжиме понатака со таа идеја, најдобрите ограноци да ги пофалуваме. Така. Во врска со манифестацијата на Илинска планина, онаа средба на пензионерите од Деверца со пензионерите од Демирхисар, ќе се случи и тоа? Добро. Видите, ние веќе имаме контакти во врска со заедничкиот собир и излет на Илинска планина, меѓу Охрид и Деберца и пензионерите од Демирхисар. Секако тие договори ќе течат и уште ќе течат. Се надеваме сега барем брзо да се договориме, треба да појдеме до Демирхисар. Тие беа овде на нашето собрание, меѓутоа дефинитивно секако и градоначалниците би поканиле да малку на повисоко ниво да овие манифестации. Едно согледување, ако можат и маце помош и то дружење да биде на висина секако то на пензионерите то преостануваат. Значи сме во тек и се надеваме дека то во текот сигурно на јуни месец ќе го спроведиме. Едно прашање, веќе сте ми биле гости во утринската програма и тука сме зборувале, господине Трпчевски, а и пред малку ја спомнавте таа чланарина и тој солидарен фонд. Накратко само да објасниме таа забуна која што оди со години. Видите, кажавте вие зашто се користи членарината? Тоа е исклучиво во тој дел. Значи, ние функционираме со оние 30 денари што ги двоат секој пензионер. Од тие 30 денари, 27,50 пари тамо како доаѓаат во Здруженијево, а 2,5 денари остануваат за функцијата на Сојузов. Што значи со 27,5 денари ги обавуваме сите овие активности што ги имаме, правиме во однос со солидарно осигурување. Да не прат пензионерите често пати се случуваат да ги поврзуваат со здравствено, па социјално сум осигурани на друго. Не, ова нема врска со тоа. Солидарно осигурување се средства кои што ги остават пензионерите по 120 денари исклучиво за
погребни трошоци да му се помогне на фамилијата. Не ги користи пензионерот, него по неговото заменување фамилијата помагаме. Така да се помогне. Не се малу, не се малу средства. Не се 500 евра, 500 евра доаѓаат, значи по 30.000, 500 евра. За да ги добиете овие средства треба многу години да бидат во ДОС осигуран. Меѓутоа тоа ние го воведовме како пракса и мислам е добро и тоа пензионериве да го сватат и да го разберат дека тие средства не можат да се користат за друга намена, сем исклучиво за погребни трошоци. Последен пат кога ми бевте гостин во утринската емисија, па можам да кажам, убаво го објаснивте и го кажавте од самиот почеток, она хронолошки го објаснивте оној спор кој што трае со години со инвалидските пензионери. Има ли некакво решение на повидок, до каде е ситуацијата? Искрено да ви кажам, навистина жално е. Жално е да ние, ова популација, да имаме вакви спорови и да не можеме да бидеме разбрани. Да не можеме вистинава да ја прифатат некои институции кои што навистина е жално. Не може домов на пензионериве, чиј е тој дом? Чиво е дом, ај нека каже некој, нека дојде собствено чиј. Некаков консензус не може да се најде, не може некој заедничко решение. Нема, еве имаме спорови сега. Замислете какви се споровиве сега во однос на. Ние добивме решение од Основниот суд Охрид дека домот е на пензионериве, бидејќи имаме и докази, валидни документ. Меѓутоа апелација го врати на повторно судење. И сега и тоа сега замислете жалба по жалба и се тоа ќе тече. Годинава ќе помини само со жалби кај што е во правнава постапка. Тоа е нешто немогуче, само се одлагат. Во врска со сметкава што викате со инвалидскиот пензион, блокирана сметка. И тоа е жално. Заврши постапката. Беше донесено позитивно решение во наша полза. Пожалбено се врати повторно. Повторно се разреши тој проблем и завршена беше. 6 месеци не се донесе решение. Бевне на расправа, имаше расправа, не се донесе. Нажалост, судијата го разрешија тој судија и сега повторно постапката. Сега повторно одново почнуваме постапка. И ојде кај други судија, нормално, другиот судија треба сега да ги разгледува од почеток. Еве сега повторно на постапка. Дури сега многу брзо ќе бидеме на расправа за овој проблем, за одблокирање на сметка. Времето на страна станува збор за трошоци материјали. И за да можеме да функционираме, значи тоа е нешто неверојатно. Меѓутоа, еве, не сакам веќе да зборувам во однос на овој дел. Не е то соодветно да ние, како популација, да одиме по овие судови, да одиме да се расправаме. Имаме некнена расправа, па жално е сега таму. И да не гледаат овие судиве како се однесуваат одредени колеги кои што не повикуваат како сведоци. Се заборават, годините поминале и сега, после од 15-та година, сега одиме на... Чекајте ме, готово. Во тој дел сакам да ви кажам, навистина, ајде да се надеваме дека нешто ќе се подобри со, еве, интервенциве што се прават во судството, што се чини некој напор, тоа е нешто навистина жално. Значи, адвокативе неверојатно овдека во однос го користат овој дел. Сегде да најдат негде, да најдат... Тоа е професија. Колку подолго да трае, колку подолго да трае, толку повеќе пари им носи. Да се одлага, да најдат да се одлага. Повеќе пари им носи. Што, кај нас, колку се одлага, ние ќе завршиме, ќе замениме. Одлагањето веќе остануваат... Затоа сакам да ви кажам, не сакам да коментирам многу, жално е. Ајде малку поведри теми да зборуваме. Години веќе наназад, многу убав одзив кај пензионерите. Имаше во насока во врска со оние еднодневни излети, ќе продолжите, господин Спасевски, со организација? Секако, мислам, тоа е интенција и на Сојузот на пензионери на Македонија, а и ние. Тоа дружење, тие излети продолжуваат. Ние на ниво на здружение, на ниво на извршен одбор имаме одредено можни дестинации каде и колку, ако мислам да плати здружението, ако барат луѓето понатака, дел си сносат и пензионерите. Меѓутоа, лани
некаде имавме околу 1500 луѓе кои го искористија. Тоа нешто, значи тие излети се надаваме дека и годинава ќе продолжиме тука. Остануваат истите дестинации каде што одите тука, зашто што Меѓутоа не е дестинацијата само дружењето, е важно и дружењето е многу битно. Тоа затвореноста дома е тешка. Секако депресии ќе се јават, ова, она, вака, дружењето сепак ќе се релаксира човекот. Да, и се чека наредното со радост, се чека наредното патување кога ќе види. Прашуваат. Така, да. А за самиот крај од емисијата, господине Трпчевски, некаде околу Богојавление, или точно беше на Богојавление, промовиравте една монографија за селото Завој и накратко да ни кажете колку време работевте и која беше таа иницијална каписла да се нафатите на еден ваков чекор, да оставите нешто во наследство за селото и да направите едно вакво убаво дело? Благодарам на прашањето и на она што сте, дошла информација и до вас во врска со тој дел. Мислам дека, навистина, ние во подминати години, сакајќи нешто да оставиме во средината, во местото кај што сме родени, кај мене се роди на таква иницијатива и јас изготвив една книга која што е Завој, стебла, корени и обичај и мислам дека па една година и повеќе можда вложив труд за да се направи едно такво дело и мислам дека е добро. Во неа се искажани и историски податоци, искажани се и етнолошки или таму обичаи, онда корени. Многу тешко беше да се родовите стебла да се обработат, да се знаат корениве на повеќе и мислам дека успеав со тоа и на промоцијата која што беше промовирана во селово беше навистина за почит таа работа што е направена и е прифатена. Сега веќе имат побарување, скоро и потрошивне, оние негде преку 300 ги потрошивне скоро и имат побарување на нарчиме во тој дел. Мислам дека оставивме и за ова село горе кое што. Така, тој траен белек кој што останува во наследство не само на генерациите сега туку и на оние. Беше и колегава Димитар Докторов и тој и многу убави се искажа и професорот Павле Митревски кој што ја промовираше и магистерот Димитар Смилевски и други колеги кои што навистина промоцијава беше во едно место кај што веќе нема денеска да појдете, ке нема луѓе горе да најдете. А тој ден беше свечано. Како се тргнати работите во многу села во Дебарца, свечано, тогаш погодивне, денот го погодивне, Богојавление, беа собрани сви и мислам дека меѓутоа останува нешто што останува за наредните генерации. Како ќе биде оценето? За сега имаме позитивни раскрива. Како понатамо? Мислиме дека тоа не нечести, тоа ќе остане и тоа. Сигурно има во неа и недостатоци има, меѓутоа сега може да се надополнуваат, може да се надоградуваат. Тешко е да се направи прво почетокот. И мислам тоа беше мотивот вака кој што сакав да оставам горе во овие минати години, да оставам еден трак за во селото и така. Зато се прифатив на таков дел. И мислам поверите? Уште не спомнавме за најгорливиот проблем за пензионерите, за ова популација, изградба на дом за стари лица. Верувајте, значи, пак ќе речам, горлив проблем. Се носевме со идеја да биде тој на ниво на регион и поранешната власт обеќаваше, и сега, меѓутоа, години уназад, статус кво е. Да се надеваме дека ќе... Да се надеваме. Ќе биде. И мораше да го спомниме и ова, да ви кажам, толку. Така, да се надеваме дека новата власт ќе има слух и дека конечно ќе започне реализацијата и не само дека ќе започне реализацијата, дека ќе се реализира. И тука има дилеми, викат често пати пензионерите до кај сте. Тие сметат дека ние треба да градиме дом. До кај сте со домот. Прашуваат, тоа е навистина, треба да го разберат тоа и добро имат и потреба луѓето, меѓутоа
Вала ќе се осмени власт веднашка да го реши тој проблем. Новиот регион да нема дом за стари лица. Не само за пензионери, за стари лица, тој дом да бидат. И мислам, има и капацитет. Значи, тука најмалку 100 лица може да дојдат од овој регион, да имат капацитет во однос на тој дел. Многу години инсистираме, многу години ја покренуваме ова. Па на секоја средба со власта, била една, била друга, обеќајната, се меѓутоа не се живеело од обеќајне. Морало да се пристапи кон реализација. Да се надеваме дека ќе биде подобро и дека ќе почне. Ќе се реши еднашка валда. Потреба има. Го поврзуваат со оној дом што има. Оној дом што го имаме ние, тој е административен дом, не има неколку простори. Зборуваме за објект со сосем различна функција. И толку ни е времето, мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството во Јокламата, успех понатака на приватен план, успех секако на професионален, продолжите со работа и со функционирање на Сдруженијето онака како што функционирате и ќе се видиме дефинитивно во некоја наредна прилика. Благодариме за поканата. Стоиме на располагање и друг пат. Така, ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам убаво попладне.